Ги гледам ова нашиве морални политичари и функционери, некаде околу 1600 души, шо пратеници, шо министри, заменици, директори, економски директори, се крлеш до крлеш, како веќе нели година дена земаат 78% повисока плата. За нова година си ја покачија за 400 евра, сега ќе им рипнала за 500 евра. Да цицаш од осиромашен народ секој месец по 2500 евра плата, а при тоа безочно да крадеш во земја која е најсиромашна во Европа, е безмалку абсурд и перверзија на столетието. Ова ме подсетува на најгнасните години од минатиот век во Чили и Аргентина, кога воените хунти си го уништуваа и ограбуваа сопствениот народ. Потполно е исто. Слушам пред некое време еден функционер, нели, вели дека функционерите си ја заслужиле платата. Не им била подигната скоро 10 години. И тоа значило дека помалку ќе има корупција ако си ја кренеле платата. А гледам колку има помалку корупција. На вистина, стварно, кај се свртам има помалку корупција. Ама таму каде што се е украдено, кај што нема веќе што да се украде. Абе, кого прцате у здрав мозок, бе? Абе, вие сите заедно пратеници, функционери и градоначалници сте здружение на клептомани, на крадачи, на курвари. И тоа официјално со државен печат. Сложни попови кои во петок мрсат. Педерос дела манастирос, шо би рекле шпанците. Или педери манастирски, преведено на античко-македонски јазик. Глас не пуштате, бе. Само месецот да пројде на танкирате 2500 евра на сметка со платено пензиско осигурување. Се борци за држава. Ама само ние кога гинеме, а ние изгинавме, бе, готово е веќе, се нема за шо куче да не гризне. Го гледам и Ќуркана и Обиджуко побарале лапанажа цела година, оти многу се преработија, додека беа нели министер и премиер овака. Малку изналапа за овие 7 години. Ќурка немал фирма, па затоа морал да лапа апанажа, додека не направил нели трансфер, додека не си нашол некое работно место. Шо очекуваш? Де Лаурентис ќе те земе у Наполи? Ќурко една. Мисирко. Исирко. Ќурко една. Ама колку си способен, изгледа Лаурентис ке те даде на Ндрангета. Знаеш кој се Ндрангета? Калабриската мафија, бе. Тие се сега по-брутални од овие Камора во Наполи. Che è successo questa sera? Cazzo Kossavama, tacce! Тие Ндрангета. Знаеш кој ќе те грабнат? Кој ќе те напупат? Некаде на пучина ќе те напучат, на некоја пучина. Која ќе те најдат после Исончан? Да не ти треба веќе ниту денар од македонскиот народ, не засите на еден. Кацо Косалама! Ти ќе си правил трансфери. Кој те сака тебе, бе? Единствен трансфер кој ти си го правил го има кај Зоки Божиновски во Буре вестник. Треба да дзирнеш таму што пише човекот. Да види народот какви трансфери се правил со пари од државно акционерско друштво. А затоа ти се дереш ко ненормален. Победа! 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 И лупаш по тоа бината кој селско дајре. Ти се мислиш фудбалер, па нели кај трансфери таму и навивање. А овој Обиджуко малку шкоди купи за овие 7 години, пуше 12 месеци да лапа плата по 2500 евра на терет. Абе, копуци едни, селјаци бе едни, да не кажам од каде. 2500 евра до апанажата ви дојде, доека луѓе умираат без капан денар. Ало бе, тоа што сте ненормални е за на психијатар, ама тоа што сте бездушни е за обвинителство и долгорочна казна у Идризово. И уште еднаш, ало, децава ги лечиме со СМС пораки бе со пари од народот кои не сте ги успеале да ги ограбите.
наши лични средства на кои сме платиле десетици ваши даноци, со тие наши пари ги лечиме децата со SMS пораки. Каде ќе ви одат душите, бе? Продавачи на магла за ЕУ, каде што секој си има европска полиса и здравствена полиса и се лечи со неја, додека тука не дај Боже да те фати слепо црево во приватни болници ке ти збрчат 4000 евра за да те оперираат. Дали знаете дека овој систем на грабеж кој намерно сте го создале по пат на договарање со вашите партнери од овој систем на ограбување на државата, на несоздавање, на неградење на болници, на инфраструктура, на необезбедување болнички услуги, на исцицување на парите низ фиктивни фактури и 10-кратно зголемени набавки ќе мора еден ден да ве стави во затвор. Не може се да украдете, бе. Не може некој нелегално се да има, некој легално ништо да нема. Со онаквото во раце. Не може деца да не може да се лечат, бе. И не само деца, сите и возрастни и стари. Не може да ги ограбите сите пари и да нема тоалет, хартија и храна за болници, бе. Не може сите доктори да избегаат, бе, заради вас. Не може, бе, не може. Ало, ке мора се да ги вратите. Сите. За души умрени, бе, тешко да ги вратите. Ама правда мора да има. Да ви ги запоебам тие 2500 евра апанажа, кретени едни, селјачки. Си размислувам денојве што црна чума се зададе што не ги исели младиве од држава. Дали тоа е убавината на живењето во европскава вукојебина на таче? Дали е тоа влегувањето на Западот од страна на УЧК од Западна Македонија? Дали тоа е бугарската упорност да ни го вкара българскиот происход? Или кварни беа нешто тоа српските вакцини што ни ги ушикаа гратис кога се потепавме да одиме на тоа пелц турист викендот у Врање? Не можам да доакам која убавина не остаи тука нас малцинството без пари и пасоши, без име и презиме, без јазик, без бор, а и пломбите стари веќе почнаа да ни паѓаат, а пари за нови нема. Кој тоа не проколна, кој тоа ни фрли клетва зајак да не предаде, Ќурка да ни биде премиер, Орел Джигерите да ни ги зеде, дупли Орел, нели, код дупли близнак, Мунгос да ни биде председател, а и Квиско, а ние наместо да бидеме лавови, да си траеме ко овци стрижени, додека не стрижат и бричата наскоро ке ни го тргнат и сатарот, зашто ако подостариме уште малце нема да може од нас ни компир манџа или такозвана јанија да се направи. Ние останавме држава на старци, вампири, пензионери, врколаци, или како веќе сакате наречете ги овие зомбиве што секој ден тумараат на релација Кам Стокомак. Остана најголемите љубители на лажгите на Заев и 40-те разбойници, тие кои слепо му веруваат додека тој и неговите лапаа милиони, а тие мацка, лукче и солца и му се радуваа на секој пара лажа што ќе им ја продадеше на вториот дневник, бидејќи се тупави и не знаат да отворат интернет и да видат што е вистината. Ео тие вампирчичи станавме бивша Југословенска република гериатрија. Држава на болни пензионери на кои не им беа доволни пензиите и бесплатните бањи на грујо, туку се искинаа да го донесат на власт Муртинезерот за да им ја укине радиодифузната такса. За да потоа и нив и нас не укине комплет. Туто комплето. Туто. Прво, од правото на живот со короната
и неговото тендер здравство, па до укинување на државата народот името кој потполно ги предаде на ДОИ и нивните експерти за земање на се што е туѓо на 1001 начин. Не ми треба статистика да ми каже колку млади се оцелиле, ама доволно е да видам што има на телевизија и на социјалните медиуми, кои вампириве нели ги поднаучија од како го гласа Нобеловецов во 2 циклуси. Погледнете ги порталите, што се случува на порталите. Ние да нема нормална реклама. Ние да нема, не знам, реклама за магичниот волшебник кој ќе ви ги чисти прозорите, овие прозорците така што нема да фатат прашину наредни 2 месеци, лавабото што ќе ви ринглите што ги... Нема више такви реклами за овие суперхерои што чистат рингли, стакла, подови, детерџент за машина. Нема такви. Све измами за изветрени генерации гледаме по порталите такви реклами. Се некакви илјачи кои треба да ги извадат паразитите од тебе. Бактериите, црвите што ги имаш. Да немаш дрскајца да не де вати. Оди ако де вати дрскајца, тоа е се современиве паразити. Твоите нема да можат дома 5 дена да влезат. Се некакви грозни слики за некои распаднати ногти на нозе, некој... Сите болести се сведуваат на паразити. А нема да ви кажам други паразити. Нема такви паразити како што се овие на власт, што беа овие последниве 6 години. Потоа гледаме по порталиве реклами за креми за болка, за рбет, за се што те болело и ќе почне да те боли. У иднина тие прорекуваат иднина. Земи го ти ово, ти кај дај, ќе почне да те боли грзот. Хемороиди, да, лечат и хемороиди. Има и такви што само се рекламираат, те буби вака и лечи хемороиди, тие се рекламираат на тие порталите. Потоа имате реклами за Виагра, афричка шлива, тоа све за надрвуење, да ти го надрви. Да го надрви. После дојш надрвен. Тоа златни метак, разни куродрвки кои на пензионерови им помагаат кога бабата ќе се избања и ќе им даде во недела. Мислам, ќе им даде локум и кафе у недела, нели да се заблажат, а за друго тешко дека ќе може да му даде со политикиве натаче. Кај се бе оние златни југословенски времиња кога се рекламираа погребни предпријатија како Мирен сон, за еден помалку, поглед кон иднината, пушењето убива, на вистина, конечно одморени, Фајрон, последното такси, чао, нема да се видиме, и други иновативни имиња посветени на гериатриската генерација која тогаш си одеше поред како што треба, нели, некако оваа гериатриска генерација која го реализираше сонот на сите македонци во една држава. Нормално, таа држава се вика Германија, не се вика Македонија. И сите овие кои како млади се колнеа во црвените марами и плукаа по Господа тепајќи ги своите деца дека тој не постои, сега станаа транзицијски верници кои веруваат во богот на лагата, Зоки, и богот на глупоста и крадењето, Таче. Веруваат дека Зоки ќе им донесе комуњарско општество во кое тие ќе продолжат со својата исконска омраза кон ВМРО и ќе добијат се на тацна. Ама Зоќе не беше Тито, а да беше за време на Тито ќе скапеше по затвори за стопански криминал, ама на кого се тоа му го кажеш? Децата ни отидоа млади доктори, инженери, медицински сестри, готвачи, конобари, шофери, а вие господа гериатријанци, шо правите? Добри сте, супер сте, шо правите инако како денеска тоа јогуртот? Забајле по парчето, го лапнате по парче? Ако го лапнате. Па правите редови во Камис Токомак, правите редови по амбуланти, ама тамо веќе нема кој да ве прегледа, поштари нема добро утро да ви кажат и пензија да ви донесат. Сега немате ни пасошни лични карти, немате бесплатен автобуски превоз, немате бесплатна жичара на водно, на бањање одите само ако заврне, па ќе излезете надвор тука, помалце ќе се облечете, да, заврне се. Седите како утки и чувате кучиња и мачки затоа што и внучињата ви заминаа со синовите и ќерките во туѓина.
Па да ви кажам сега нешто, ако сега отидете на избори и заокружите за СДС и дуи и кучињата и мачките ќе ви избегаат за Германија или за Австралија. Австралија на печалба. Австралија, земјо далечна. Како не ги прибереш сите македонци, Австралио? Овде не остана парче земја за нас, кутрите, излажаните, напудените, понижените, навредените, робовите, кои за 5 пари плукнаа на сите завети на македонските наши прадедовци. Австралио. Да се вратам на кучињата, на пензионерите. И кучињата ќе го остаа, затоа што кучињата имаат многу јак мирис, а вие ќе мирисате на предавство, затоа ќе избегаат од вас. Ако го заокружиш за СДС, за дује кучево, кој ќе дојдеш после гласање, вака, кој ќе те мирисне, корнеш на предавство, ги рече, ај отидов ја за Германија. Кучешки пасош полесно се вади. Не е кој е за луѓе пасоши, куче одмак извади пасош. Затоа не го мразете оној кој бесплатно ве бањаше во бањи со полн пансион, почнете да го мразите оној кој ве избања на суво и децата ви ги избрка. И без пансион со цени зголемени тродупло. И внуците ви ги брка полека, затоа дајте барем кучињава да гледате да ви останат. Мачките и онака ќе гласаат за ВМРО, пошто мачката е попаметна, знае, мачката може да предосети кој ќе победи, оп, ќе си гласа за него. Памет у глава, избори се ближат.